Почитувани гостин во ова неделно интервју на Радио Слободна Европа е премиерот Зоран Заев. Добар ден, господине Заев. Добар ден и благодарам на поканата за интервјуто. Премиер ќе бидете до 3 јануари. Што потоа? Сметате дека ќе победите на изборите во април до година? Секако да, јас сум убеден дека ќе победиме. Секако тоа е одлука на граѓаните. Тргнувам од впечатокот што тоа е се постигнато за овие 2,5 години, каква е алтернативата, односно нашите опоненти што нудат, и определбата секако за идниот развој и раст на нашата земја. Верувам дека со програма која што ќе продолжи како континуитет на сето ова што досега е направено, граѓаните ќе имат јасна определба да победиме на следните избори кои што се на 12 април. Претпоставувам дека сте свесни за големата разочараност кај граѓаните што промената на името не доведе до датум за преговори со Европската Унија, дека правдата се уште не заживеа до оној степен како што треба во една демократска држава, дека граѓаните гледаат како големите играчи не завршуваат во затвор, додека они кубурат со извршители или врзуваат крај со екзистенцијата. Јас сум свесен за слабостите на оваа влада, но и на самиот систем, заради тоа што се не е влада, барем и не се што набројавте. Секако разочарувањето е присутно кај сите граѓани, присутно е кај мене, заради тоа што Европската Унија не донесе одлука. Останува нашата надеж дека таа историска грешка ќе ја поправат. Дефинитивно во правосудството граѓаните не ги добија очекувањата кои што ги имаат. И затоа ние многу гласно зборуваме за она што ќе се случува во иднина во правосудството, затоа што правосудството не е под контрола на владата, на извршната власт. Ние ги донесовме законите, парламентот ги усвои самите тие закони. Очекуваме многу работи во правосудството да се зголемат и да се подобрат. Она што е веќе придобивка во судството, има транспарентни процеси, има процеси кога сите се еднакви пред законите, пред правдата. Тоа го покажаа случаевите што не беше случај пред 2,5 години за време на старата власт или бившата власт, која што беше во државата, но секако тоа не е доволно. Знам дека се донесени неколку пресуди, неколку од нив се правосилни, тоа сето не е доволно, но верувам дека во иднина, во периодите ќе има уште повеќе конкретни пресуди. Настани што се случија во судството по бегствата од Македонија и самиот дававте негативна оценка за судството, па најавувате повторно ветинг. Нешто што претходно велевте дека од Европската Унија ве советувале да не го правите бидејќи ќе останеме без судии. Сега има нови судии, имаме судии, па може ветинг да се направи? Ветингот можеме да стартуваме да го направиме, претходно на јасно утврден модел, каде што политичарите се надвор од процесот на одлучување, со конечна цел да направиме едно растресување комплетно и промена на менталното однесување на правосудството. Тоа паралелно треба се случува и со државната власт, со Министерството за внатрешни работи, Спасовски го најавува во детали, но и би рекол и во други сегменти на општеството. Што е ново? Ново е тоа што сега ќе инсистираме на еден брз процес на продуцирање на кадри за обвинители и за судии. Веќе тоа стартуваше, 60 кандидати веќе завршуваат, ќе има уште нови 60 кандидати. Верувам дека со Европската Унија ќе обезбедиме и брза трака на оние над 5 години работно искуство, како што се стручните соработници во судовите, адвокати, професори со над 5 години работно искуство, да имаат пократок период на учење низ академијата, тестирање, за да може да го зголемат. Добро, сето тоа е во најава. Вие сте веќе 3 години, 2 години и 6 месеци направи дека 2,5 години на власт. Нели може некои работи да се направат порано? Чувствувате ли одговорност за тоа? Апсолутно не, заради тоа што јас не можам да носам одлука за судиите, ниту па за обвинителите. Вие сте извршна власт, можете со реформи да придонесете да се подобрат работи. Реформите ги направивме. Реформите што може да ги но направи, не даваат резултати. Што ги дава извршната власт се реформи ни законските решенија. Не постојат други реформи. Еве ме и гласен. Ме гледате, критикувам, пофалувам, коментирам јавно, транспарентен сум, без да се обидувам било како да влијам на носењето на нивните одлуки. И еве сега зборуваме повторно за ветингот, заради тоа што дефинитивно верувам дека треба да помине државата, заради тоа што и ќе поминува низ една трансформација, низ поглавјата и преговорите. Треба да се случат и овде некој вид на трансформации. Сите оние, секако што се добри, ги бива, успешни се, носат одлуки се, секој пат може да останат, ама сите тие кои што се проблематични, треба системот да го прочистува. Не зборам само за суди и обвинители, зборам и за политичарите, зборувам за администрацијата и слично. На 3 декември е првото рочиште за случајот Рекет.
Опозицијата тврди дека главата на Октободот секој ден преку соопштенија, преку изјави на нивните представници, дека сте вие. Може ли една таква операција да се случи без ваше знаење? Не може да се случи без знаење на премиерот, ако премиерот е автократ. И ако има контрола врз сите процеси во државата. Таква работа, веројатно, немаше шанси да излезе на површина, ако се случуваше за времето на Никола Груевски. Во таквите случаи, обично, врхушката на власта ќе собереше парите. Но сега, премиерот го пријавува случајот. Јас го пријавив самиот случај. И тоа е јасно кажано и тој винителството и од сите. При еден ваков случај, на вака отворена транспарентна постапка, еве ги сите работи на поведок да се доизјаснам. Испадна дека на крајот тоа што го слушаме од медиумите како разработуваат одредени материјали, дека Орце Камчев, кој ше вклучен во ваквиот случај, на давањето подкуп или како што некој вика рекетирањето, испаѓа дека тој давал донации сериозни на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е влезен во тежок криминал по еден процес и тоа на последните избори кога се конструирал самиот случај рекет. Јас би сакал таков вид на истрага да се отвори до крај, за да ги видам основите. Како тоа 400.000 евра, кога законот вели до 30.000 евра правен субјект може да даде донација. Се бајпасира низ други компании, се затварат сметките, никогаш повеќе не се отварат. Порано тоа ВМРО го правиш со медиумите, кога дужише 3 милиони евра. Сега испадна дека истото тоа се случува. Дефинитивно Зоран Заев не е. Зоран Заев е пријавител на случајот. Отворено, Зоран Заев не е под истрага. Ако има било што поврзано со овој случај, сакам да биде обелоденето. Опозицијата ви овие денови излага повторно со тезите дека фактички ова што се случува меѓу обвинителството и судството е шема на власта за да се забошоти целиот случај рекет. Се што интересира ова опозиција, која што денеска имаме, да ги избегне одговорностите од криминалот што го имат правено и секако да се вратат повторно на власт, да е до раскрчмат ова наша држава. Таа низ преговорите, таа низ сето тоа што го прави, гледа случаевите да се забошотат, да се затворат, да застарат, да нема одговорност, затоа што тоа е бившото раководство или врхушката на ВМРО ДПМН. И тоа го гледаме преку недонесувањето на законот за јавното обвинителство, во кој што е вградено специјалното јавно обвинителство како трајно решение, преку сите други обструкции кои што се прават во моментот, има заглавен избор на членови идни на судски совет, на членови идни на советот на обвинители. Зошто? Кому тоа одговара да не бидат избрани таквите членови кои што се врв на правосудството? Премиере, го имате ли вие лично видено предлог законот со кој се ограничува правата за протестите во Македонија и дали тој мина на владина седница? Ние го повлековме законот како влада, директно, заради тоа што слушнавме веднаш реакциите на граѓаните. Сакаме да видиме другите демократи како ги решиле овие прашања, така и ќе ги решиме. Секој закон лично не може премиерот да го чита, има служби, има институции, има министерства или слично. Лично го немам читано самиот закон, го прочита веќе во спорните решенија, кога беше тоа јавно објавено. Веднаш како влада донесовме одлука, налог да го повлечеме законот. Вакви работи во минатото беа мисловна именка. Еве респонзивноста на власт уште, не знам по кој пат во ова наше општество. И тоа е важна придобивка на демократијата и на слободата. Кога јавноста, новинарите, да речеме, ќе предупредат на некаква девијација во власта, вие реагирате, ќе се повлечете. Меѓутоа, дали е тоа доволно, бидејќи тоа кога се повторува, веќе станува, како да кажам, малце дегутантно во јавноста. Дека еве сега ги фативме, сега да, не се како порано тие минатите, меѓутоа прават грешки многу. Значи, нема безгрешни ни власти, ни луѓе, ни институции, ни ништо. Работиме со преку 1000 институции кои што се под извршната власт. Секаде има раководители, внатре има раководители на сектори. Јас не верувам дека Оливер Спасовски го има прочитано, например, овој закон комплетно, заради тоа што постојат системи, институции, правни служби, изготвувачи на законот, сами комисии низ кои што поминува законското решение и слично, за да можеме да реагираме. Значи, прво е доблес да се повлечете кога гледате дека јавноста ви реагира за одредено прашање. Тоа е голема придобивка. Но секако не може очекувате дека и во иднина нема да има некои грешки во работењето. Но веднаш се коригираме преку тие грешки. Дали станува тоа дегутантно или не, ако одговорот е дека веќе ќе нема грешки, би лажал. Кога ги договоривте изборите со опозицијата, имаше коментари, тоа беше последној период на
октомврискиот самит на Европската унија, имаше коментари од типот не го отпишувајте Зоран Заев, ќе дојде со полни торби пари. Сега опозицијата вашата буџетска дарежливост за повисоки плати и пензии ја нарекува изборен подкуп. Имаше забелешки и критики од Меѓународниот монетарен фонд. Меѓународниот монетарен фонд даде многу внимателни сугестии во делот на тоа што Меѓународниот фонд секој пат бил. Тој бил конзервативен, тој бил секогаш критично освртен. Сега за прв пат коментарот према државата е поприлично позитивен. Зошто? Заради тоа што овие политики беа најавени пред било кој да знае што ќе биде конечната одлука на Европскиот совет. Дека следува покачување на платите, по образованието преговаравме, за здравството, таргетот поставен уште за изборите. Не ми беше лесно кога критикуваа дека, не знам, покачувањето на пензиите било 36 денари. Сакав јас да биде 1036. Но тогаш стабилизиравме пензиски фонд. Но кога фондот обезбедил 3 милиарди денари повеќе пари и е при тоа стабилизиран, вие треба да ја пуштите парите према граѓаните. Ние веруваме многу во човечкиот капитал и тоа го правиме. Премиерено се задолжувате за плати? Не, апсолутно никад. Ниту еден денар, ниту едно евро. Идната година за 36 милиони апсолутно е. Повеќе од годинава ќе се потрошат за плати. Ако ние треба да бидеме внимателни, треба да бидете внимателни вие новинарите, заради тоа што грешните тези прават девијантни појави. Ова се извадени податоци од буџетот. 36 милиона повеќе за плати ќе се потрошат во идната буџетска година. 116 милиони евра повеќе за социјални трансфери. Ако земеме дека ќе се задолжите за 1 милиарда, ќе вратите 700 милиони, значи 300 милиони ќе се зголеми долгот. Од тоа, ако е половината за плати... Не е така, немојте така. 150 милиони евра е само Кичево Охрид автопатот. Новиот долг ќе се калкулира 2020. Тогаш ќе ги повлекуваме парите. 6 милиони е патот Крива Паланка, Ранковце, бугарска граница кој што се гради. Од тука се вградени парите за легнување на првите транши на Скопје Блаце автопатот. Но не зборуваме за железничката пруга, до година треба да стартува со изградба втората траса која што 147 милиони евра, од која што 68 милиони евра се грант, 6 милиони евра е нов кредит, кој што го калкулираме. Гасификацијата се гради во држава. И честно е нашиот народ да добие нешто позитивно, не може да очекувате само горчините во делот на уставните промени, во делот на договорите што ги постигнавме, за да ги отвориме нашите исполнување на аспирациите кои што ги имаме како стратешки цели. Ние го правиме тоа заради придобивки за нашиот народ. Редно време е нашиот народ да почувствува малку повеќе бенефит од сето ова што сите овие години го прави, го работи, го сработува и така натаму. Добро, ги спомнавте сега Грција и Бугарија, велите дека тие се сега промотори на македонските евроатлантски интеграции. Меѓутоа, од новата влада во Атина стигна нова трговска ознака без најава, Macedonija the Great, а од Софија декларација на парламентот предходно со која се условува македонскиот пат кон Европската унија. Како вие, како премиери, како Зоран Заев, гледате на, да речеме, на бугарските условувања или барања дека Бугарија не била окупатор на Македонија во Втората светска војна? Знаете како? Јас ја гледам нивната одлука, нивната дискусија, таму каде што се одлучува за Република Северна Македонија. Тоа беше на Министерскиот совет и на Европската унија советот, каде што одлучува за добивањето на датумот за почеток на преговорите. Бугарија беше една од најгласните, грчкиот премиер беше целосно позитивен, барајќи за нас и за Албанија добивање на датум за почеток на преговорите. Точно тие се одлучиле како регион да си промовираат Macedonija is great. Тоа апсолутно не е дел од решението на Преспанскиот договор. Таму е јасно опишано дека има меѓународна експертска група која што треба да го најде решението за трейдмарковите, односно за решението за оваа прашање. Тоа е нивна работа, си решиле така или слично. Дефинитивно решението кое што ќе биде конечно, ќе биде заедничко решено. Бугарската страна се обидува, секако тоа е нивно право, да се позиционира како мисли во делот на затварањето на одредени прашања кои што се од мултидисциплинарната комисија. Ние сме втората страна, низ разговор, ќе ги решиме и овие прашања, има 4 поглавја историски решени. Нема да дозволиме повторно да ги вратиме кавгите, проблемите и слично, заради тоа што сме мала земја, бенефити и придобивки ќе добиеме ако градиме пријателство, секако не на штета на нашиот идентитет, на нашиот народ, на нашата иднина или слично, тоа ќе го правиме онака која што на начин на кој што отвара перспективи секако за идните генерации, за младите, за децата.
Господине Заев, ви благодарам за разговорот, а вие почитувани следете не на slobodnaeuropa.mk и на социјалните мрежи.